Тензии во собранието поради законот за високо образование. Европскиот фронт се обидува да го блокира неговото носење. Пратеникот Сали Мурати на процедурален говор на комисија наместо 3 говореше цели 45 минути. Имаше голем број критики на процедурата која се води во собранието, бидејќи тврди дека не бил испочитуван деловникот за закажување на комисијата 5 дена претходно. Туку вели дека тоа било направено од денес за утре. 6 минути подоцна, само 6 минути подоцна. Господин Мурати, ова се кажавте веќе вчера. Ја го прекршивте процедуралното? Не, дозволите. Поради неможноста да го прекине, председателката на Комисијата за образование Иванка Василевска повика пауза, пошто следуваше караница со незините колеги од Европскиот фронт. Зашто ви кажете? Зашто ме изнервира, ако пуштам 45 минути да говорим? Можам да вие ли ќе ми кажувате како да кажуваме пошто води. Еве јас сега ќе ви кажам. Нема да има седница додека злоупотребува говорница. 3 минути може да каже деловнички. Истиот текст од вчера го вергла денеска. Ги малтретирате пратениците. Не ги малтретирате, ги знаете што е истината е дека не сакате да се донесат законите. Иако комисијата почна уште вчера, заменик министерот за образование дури денеска го образложи законот. Од позначајните новини предвидени во Законот за високото образование ги издвојувам. Отворена патека за премин од стручни во академски квалификации и обратно, студиски програми со модули, можност за дуално високо образование, практична настава во високото образование од 20 до 40%. Посредна настава ограничена на 100%. Опозицијската СДСМ вели дека со овој закон на ударе автономијата на универзитетите. Едноставно тој не се темели на довербата на универзитетите. Едноставно, како во овој закон низ целиот текст да провејува една недоверба кон универзитетите дека тие се способни самостојно да управуваат со сопствениот развој, наместо да ја заакнат автономијата, постепено ја ограничуваат, префрлајќи се повеќе одлуки од академската заедница кон извршната власт. За дуи пак, повеќе прашања се спорни и се косат со уставот. Голем број на ставови имат сериозни уставни прашања и бара по длабока разгледување. Нашата анализа покажува дека најмалку од 15 до 20 ставови имат сериозно отворени прашања во склад со уставот и над 30 ставови барат усогласување, понатамошно усогласување со европските стандарди за високото образование воопшто. Законот за високо образование предизвикува реакции уште од самата негова најава. По јавните дебати, предлогот претрпе измени и доби поддршка од академската фела. Даниел Василев, Сител телевизија.